Со мене е председателот на Либералната партија, господинот Иван Величковски. Добро вечер, господине Величковски. Добро вечер, благодарам за поканата. Најпрвин сакам да ве прашам, во 2013 година во 2011 бевте многу впечатливи во собранието според она што го говоревте за медиумите попладнево. Продолжува во клубот на претеници расправата, би ја нарекла, меѓу 4 политички чинители во врска со потребата од донесување на измени на законот, односно нов закон за медиуми. Дали останувате и сега на истото мислење како што беше тогаш од собраниската говорница, кога велевте дека сепак треба и медиумите да бидат прашани? Фактот дека медиумите треба да бидат прашани, треба и тоа го кажавме и на пресконференцијата, ако не се лажам, минатата сабота. Но тоа сето потврдува дека во изминатите неколку години имаме далеко одстапено од она што значи стандарди, она што значи еден достигнат степен на развој на медиумите, па ако сакате и нивно вршење на општествената улога. Од тие причини дојдовме до ситуација кога и со меѓународно посредништво, ако сакате и со Пржинскиот договор, е утврдено дека медиумската регулација мора да се воспостави. Тоа регулацијата во принцип е далеко од било каков, да речеме, либерален спектар, но очигледно е дека некои демократски лекции не ги имаме научено. А исто така сметам дека во нито еден случај не смееме да си дозволиме политичарите и новинарите да бидат противници или политичарите и медиумите, но нема да признам нито еден добар политичар кој нема да има проблем со диригирана, така да кажем, медиумска сцена или со прекршување на морални кодекси во медиумите. Нашата задача денеска не е да судиме, туку нашата задача како политичари денеска е да овозможиме сето она што се случувало во изминатиот период, што веќе јавно и нотирано, да се промени на подобро. И во таа смисла медиумите морат да бидат дел од општествената совест. Но да не се лажеме, и политичарите морат да бидат дел од општествената совест и доблесност. Значи, јас се надам дека забележувате дека нема отстапка од ниту една од позициите што сме ги имале во 2011, 13 или денес. Не забележувам само дека тогаш го донесовте закон кој што беше со европска ознака, дека тој закон беше добро оценет како закон кој што ги почитува нормите во новинарството, ги почитува во медиумите општо. Меѓутоа сега повторно треба да се имаше широка дебата, расправа во собранието и така натаму. Сега треба да се донесе еден закон преку ноќ. Дали може такво нешто да се случи? Дали може такво нешто да биде валидно како што беше тоа што вие го направивте, вие што го донесовте пред 2 години? Па и тој закон беше предмет на обсежна дискусија. Но она што е факт е дека очигледно е дека помеѓу европското знаменце на законот и домашната пракса имало огромна разлика. Заради тоа се повторно треба да се интервенира во тој дел, но ве потсетувам на охрабрувањето што Либералната партија го даде минатата сабота. Да бидат слушнати и барањата на Сдруженијето на новинарите, да бидат слушнати и Асоциацијата на приватните медиуми, и она што вчера, да речеме, го примив како една убава вест е дека и Ван Хауте, значи како посредник, земал во предвид добар дел од забелешките. Знаете како е, можеби ние тука немавме сила и немавме политичари кои што може да дојдат до суштински решенија и да се држат до суштинските решенија, да ги применат во пракса. Еве сега дојда европските посредници, за жал по не знам кој пат ни се случува да дури откако добиеме надворешно посредништво, сватиме што сме можели и самите да сработиме. Што не е добро ниту за медиумите, ниту пак за политичарите, тоа говори најмногу за политичарите. Да се навратиме на Пржинскиот договор и онако што е фокус, 4 големи партии се фокус на Пржинскиот договор. Што им останува на партиите кои што не се вклучени во целиот овој процес? Па прво да продолжиме од онаму од каде што застанавте. Да, всушност политичарите се можеби огледалото на народот и за волја на вистината. Ние треба да си признаеме дека сме направиле многу грешки во 25 години. Јас можеби не сум бил дел од тие грешки во одреден период, сите сме од различни генерации, но тоа не значи дека можеме да се повлекуваме од грешките кои што сме ги направиле и да речеме дека тоа не постоело. Истото се однесува и на сите општествени чинители, граѓански организации, медиуми и слично. Ако ќе ги расчистиме овие работи, можеме да дојдеме до фактот дека нас ни е потребен еден, така да кажем, концепт за консолидација.
И надвор од 4 подписнички партии, големата четврка, нели, како да кажам, партиските поглавици, останува еден широк спектар на политички партии и структури кои што всушност сакаат да консолидираат една цела општествена сцена. Тоа е и задачата на либералната партија. И од тие причини, да речеме, ние сега многу сме фокусирани на тоа како да спречиме уште една политичка криза да биде трансформирана во безбедносна криза. Јас потсетувам дека ние перманентно живееме во политичка криза практично некаде од 2008 година, со помали или поголеми осцилации. И претходно имаше огромни Но кризи во веќе секои предвременни избори ќе се согласиме дека не зборат за нормална политичка состојба. 2011 тоа се случи, 2013 значи имавме специфични локални избори, 2014 имавме вонредни избори и сега ќе имаме повторно веројатно годинава вонредни избори кои што повторно покажува дека немаме нормална состојба. Тоа значи дека таа консолидација политичките партии не ја постигнале, веројатно токму и заради изборните модели и начинот на производство на резултатите. Немаме начин на нивелирање на тие разлики. Зашто ја зборувам сега безбедносната криза, таа дојде како кулминација на политичката криза и беше по мое убедување произведена од власта во Куманово 9 и 10 мај, а сега ќе забележуваме истите тие потенцијални триења. Зашто ово го велам? Од едноставна причина, нашата задача е да спречиме триења кои што нема да бидат добри. Знаете како е? Имате сега еден, да го наречеме, во споменик кој што се јавува, нели, во Скопски чаир, одеднаш тој се јавува како некоја асоциација на сето она што се случуваше 2008 тепачки во Собранието, 2011 тепачка на Кале, сето она што значеше вовед во непријатни ситуации. Мислите дека не ги извлекоа поуките од се она што ги се случуваше наназад, да не речам 20, еве нека бидат 15 години? Не, напротив, јас гледам дека се повторува сценаријата и заради тоа сметам дека владачката коалиција функционира веќе многу, така да кажеме, веќе видливо, значи многу може лесно да се процена следните чекори. Господин Величковски, да ве прашам, кое ќе биде местото на либералната партија во на овие избори? Па прво да видиме кога ќе бидат овие избори. Да. Затоа што очигледно е јасно дека 24 април не е баш толку известен термин како што сака господин Груевски да го представи. Напротив, забележуваме дека и Хан веќе ретерира од тој датум, но дозволете пак и јас да не бидам тој кој што ќе кажува кога треба или кога не треба да бидат изборите визави 24 април. Ние кажавме дека најголемата грешка е... Тој датум е влезен во изборниот законник, тој датум е договорен, некој ставил подпис. Како влегол, така ќе излезе. Тој ставил подпис, некој се обврзал со подпис. Ставени се на многу работи дека подписи и на многу луѓе. Очигледно е дека тие вредности и тие подписи не биле почитувани. Сите задоснувања во спроведувањето на Пржинскиот договор нужно ќе произведат според нас одложување. За нас, да бидам искрен, најбитно е да изборите бидат одложени многу повеќе, односно да бидат споени со локалните избори. Дали локалните ќе бидат извлечени нанапред или заедно со локалните би се одржале председателски, парламентарните избори, тоа е друго прашање. Ќе ви кажам и зошто. Ние забележуваме дека еве во изминативе неколку денови Груевски ќе си ги собере своите градоначалници, кои како членови негови на не знам некој раководство, централен комитет и слично може да ги собере кога сака и како сака. Но тој како председател на ВМРО ДПМН нема право да се однесува како премиер и со нив да разработува владени планови. Тоа е прашање на политичка култура. Тоа е прашање на доблест. Не мислите дека тие истите планови се внесени еве и во политичката програма на партијата? Тој дел не морам да му го спорам, но тоа би сакал да го видам, да речеме да го направи техничкиот премиер Димитриев. Значи, да земеме вака. На овој начин, тој всушност Груевски покажува дека всушност Димитриев го оставиле како човек кој што треба да го праша по телефон дали нешто да направи. Улогата на техничкиот премиер не беше во тоа да, така да кажеме, да се продлабочува кризата. И целта на крајот на кришта е да се тргнат институциите, злоупотребата или спојувањето на партијата со власта, со институциите. Еве на еден на микропример се забележува дека тоа не е така. Значи, што е оно што ми е најбитно? Не треба да ги бараме точките каде што ќе се создаваат, така да кажем, конфликти, каде што ќе се создаваат непремостиви јазови. Поентата на спојувањето на тие избори за да се спречи една власт да биде злоупотребувана, бидејќи во Македонија имаме 3 власти во основа, па нели посебна власт и локалната самоуправа, да создадеме нормални услови за избори. И на крајот на криштата, што оваа криза произведе многу проблеми, меѓу другото произведе и многу тензии меѓу политичките партии. Но ќе се согласите дека и на Европа и се брза да го затвори прашањето со политичката криза во Македонија, особено заради тоа што има една
да ја кажеме поголема криза, тоа е мигрантската криза. И Европа, Македонија е дел од тој проблем на цела Европа и можеби и дел од решението. Така да им е потребна стабилна влада, им е потребно Европа да се занимава со нешто друго, односно да го реши проблемот со мигрантите визави мигрантскиот бранд кој што поминува низ Македонија. Сепак и тоа треба да се земе предвид, односно не залудно на Европа и се брза да го реши и проблемот со името со Македонија, да ги затвори отворените прашања во врска со политичката криза. Нели сметате дека и тука има вистина? Па до некаде би се согласил, доколку ја гледам Европа само како да сака да реши нешто краткорочно. Напротив, мислам дека целта на Европската унија во Македонија да добие стабилна земја членка во блиска иднина или во соодветна иднина, која ќе ги реши отворените спорови, ама не само надворешните спорови, туку и внатрешните. Ние сме неконсолидирано општество подлежно на тензии. Значи, јас не случајно го споменав случајов со поставувањето на споменикот. Значи, ние од тука треба да создадеме некое триење. Ние луѓе во Европа не сме ние потребни со сите наши триења. Ние треба да си ги поставиме основите. Но Европа не сака да види во Македонија власт која што утре ќе биде повторно изложена на предвремени избори. Да се разбереме. Или ќе генерира проблеми. Или ќе генерира проблеми. Да се разбереме. Избори заради избори на никого не му се потребни и да бидам искрен, тука сум повеќе домашно ориентиран. На Македонија не и се потребни избори само заради избори. Бидејќи тие избори ќе генерираат нова политичка криза, подлабока, економијата ќе потоне уште повеќе и потоа сите ние само ќе се прашуваме зашто сме губеле време. Сега е време за нешто друго. Прво да си рачистиме. Од сите овие објавени случаи, од сите овие активности на специјалното јавно обвинителство, од сите процеси што ќе завршат, тие ќе траат подолго време. Мораме да бараме не вистината на ВМРО-ДПМН, не вистината на СДСМ. Ние мораме да ја бараме вистинската вистина. И таа јас не можам да ја кажам. Во интерес на државата. Тоа е наша задача. И тука кога ќе постигнеме некогаш степен на политичка култура да постигнеме консензус и меѓу власта и опозицијата, за тоа ќе бидеме многу поуспешни. Но да не забораваме, ние не можеме да поминеме сега преку сите нерегуларности кои што се направени. Јас ќе дозволите една мала интервенција, да речеме го слушам председателот на судскиот совет. Тој зборува за изложеноста на притисоци на судиите од страна на медиумите. Еве, јас седам во медиум. Значи, јас не сакам овој медиум да биде третиран како притискач, да речеме, врз институциите. Ама после сите бомби што ги слушнавме, за неговата изјава, тој мислам дека може да даде таа изјава со толку право колку што јас можам да зборувам за здрава храна. А од овде приложеното ќе се согласите дека баш не сум пример за здрава храна. Што не се присутни. Поентата ми е, значи само се извинувам. Кажете, поентата треба веќе. Ние мораме како политичари, но и сите кои што извршуваат одговорни функции, вклучително и обвинителство и слично, да ја извршиме својата задача по законите и по овие договори кои што се прават, кои што се направени. Јас сум прв што го спорев Пржинскиот договор во неколку точки. Кога ние баравме специјален суд, зборувавме заедно со специјално обвинителство. Денеска слушам некои задоцнети, така да кажам, креативности од некои политички партии. На тој начин, ние сега да зборуваме за специјален суд е веќе доцна. Затоа што на овој начин, сега со овие почнати постапки, не треба да се лажеме. И судството е ставено во демократскиот запчаник. И демократскиот запчаник во Македонија е покренат. И судството ќе се реформира или ќе ги постигне потребните стандарди, следејќи ги процесите покренати сега и од специјалното јавно обвинителство. И за таа цел ги охрабрувам и специјалното јавно обвинителство, но и судовите да бидат, да дојдат или да останат, зависно секој од нив на свое место, на стандардите кои што се потребни и кои што се очекувани. Судството е суштински елемент на владењето на правото, а без владење на правото Европската унија воопшто нема потреба од нас, ниту имаме ние потреба од држава и институции за кои што плаќаме данок. Господин Величковски, јас ви благодарам што бевте дел од дневникот на Канал 5. Продолжуваме со дневникот.